Добар ден на сите. Она што денеска е за тема за пресконференцијата е нешто што е засега цела македонска јавност, од причина што ваков настан можеби во догледна иднина никој пат и нема ни да имаме во Република Македонија. Збориме од областа на спортот. Знаете дека доаѓаат два, можеби најреномирани фудбалски клубови во светот. Сме имале привилегијата да го добиеме организацијскиот дел на настанот. Она што како информација и како забелешка е давано до Фудбалската федерација на Македонија и ПУИК, односно Акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор на Република Македонија, е дека во извештаите, почнувајќи од септември 2015 година до последниот извештај пратен на 15.6.2017 година, е дека недостатоците се провејуваат низ сите нив. Ако периодот од речиси 2 години е недоволен да се извршат бараните реконструкции, бараните поправки и така натаму, за да Република Македонија биде добар представник и добар домакин, тогаш не знам кој период е доволен некој да ви укажува дека нешто не е во ред со самата организација. Ваквите забелешки не се политички ставови и затоа не треба ни политички да бидат ни коментирани, од причина што станува збор за технички работи и за видливи работи кои што вие како новинари може да излезете на терен и да проверите дали навистина се поставени клима уреди, дали навистина е изграден просторот каде што треба да бидат стационирани репортажните возила и ред други работи кои што во медиумите веќе се излезени како таскови кои што ние мораме до 21 јули да ги завршиме, бидејќи на 23 доаѓа финалната контрола која што ќе одлучи дали Суперкупот ќе се одржи во Република Македонија или нема да се одржи. Не е добар коментарот од страна на некои организации и политички партии дека владата сака да го стопира и дека не се грижи воопшто за одржувањето на ваквиот Суперкуп. Ова ви е еден доказ од дописот УЕФА на 15 јуни испратен до Фудбалската федерација на Република Македонија. На Фудбалската федерација се предочени сите работи кои што морала да ги направи, односно во организација со ПУИК да ги направи за да може Суперкупот да се одржи. Ваквиот допис во владата на Република Македонија од страна на ФФМ стига на 22 јуни 2017 година. Значи 7 дена откако е стигнат ваквиот допис му требаат да стигне до владата на Република Македонија за работи за кои што сметаме дека секој ден е многу битен. За сериозноста на тоа колку владата е дојдено до одржување на самиот Суперкуп, може да проверите со тоа дека одлуката која што ја донесе владата за утврдување на состојбата и преземање на конкретни активности е донесена истиот ден, односно 22 јуни. Значи, за разлика од тоа, кога 7 дена патува писмо од Фудбалска федерација до влада на Република Македонија, владата во истиот ден го става на дневен ред и веќе носи заклучоци со кои што го задолжува генералниот секретаријат на под моје раководство да ги преземе сите потребни активности за да се потрудиме, а верувам дека и се надам и дека ќе го убедиме дека Суперкупот ќе се одржи во Република Македонија и ќе најдеме начин како да ги исполниме сите услови. За иронијата да биде уште поголема, од страна на Акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор на Република Македонија се побарани алокација на отприлик 120 милиони или околу 2 милиони евра за да може сите работи, како што велат тие, да бидат завршени. Во консултација со фирмите кои што работат на терен, денеска и вчера имав интензивни состаноци, она што тие од нас го бараат за да излезат во пресред и навистина од некој нив и доста коректно, се некои 18 милиони денари кои што ние би морале да им ги префрлиме на нив и тоа се пред се во набавка на опрема, како би можело да бидат завршени работите од нивна страна. Ова и ќе го добиете, ќе видиме дали е само јавен податок, извод кој што го добивме од сметката на ПУИК, каде што може да видите дека да видиме ние дека
станува збор за сума од 64 милиони денари кои што ПУИ го има на сметка. Покрај тоа, значи, тие бараат дополнителни средства, иако имаат и можност да најдат таквите средства да ги пренаменат во, ако е навистина желбата за одржување на купот, а не е некој друге, да ги пренаменат за исполнување на обврските. Од тука се прашуваме што правила ФФМ сите овие 7 дена, зошто не го праќала и дали на вистина има искрени намери се тоа да се одржи или едноставно ги прави работите да изгледат покомплицирани за после тоа да се докажуваме чија била вината. Загубата ќе биде на цела Република Македонија, на хотелиерите, на гостителските објекти, на репутацијата на земјата и така натаму. Нема да биде само на владата на Република Македонија. И затоа едно принципиелно прашање до ФФМ, колку карти имаат добиено како донација од страна на фудбалската на УЕФА, бидејќи имаме информација дека УЕФА веќе им има обезбедено гратис карти и вие како новинари а и ние ќе се обратиме писмено да прашате каде планираат и на кого планираат таквите карти да ги доделат како гратиси. Друга работа која што е симптоматична во сета оваа работа е дека за варосување или како што ние викаме кречење од тоа што добивме како информација на просториите кои што се помошни и кои што водат до влезовите на стадионот, ПУИ веќе има склучено договор со известна фирма Атриум од Вевчани, случајно или намерно, собственост на братот на пратеникот Крсте Муковски, и тоа варосување по 10 евро од метар квадратен. Тоа како информација до нас стигна, ќе го провериме, меѓутоа е задача и за новинарите кои што мора да бидат дел од вистината која што се случува во Македонија, како таква информација да ја проверите. Она кое што ќе ви увериме и ќе видите дека на владата на Република Македонија на вистина е дојдено да ја промовира државата во најдобро светло и затоа покрај сите, за жал, сопки кои што се прават и тоа внатрешно од страна на некои структури кои што не сакаат ова манифестација да се одржи, мислејќи дека ова го правиме само за промовирање на владата, ќе им докажеме дека Република Македонија и покрај сите сопки и покрај сите внатрешни непријателности кои што некои ги прават, дека суперкупот сепак ќе го одржиме во Република Македонија. Благодарам. Повелете прашање. Мислам дека значи сите работи можеле да се направат, за жал, и укажувањето од лицата кои што таму работат на некои работни позиции дека тие веќе во последните 6 месеци, односно ваквите задачи ги знаат скоро 2 години уназад, во последните 6 месеци поради за нив неразбирливи причини не добиваат информации, не добиваат задачи за ваквите активности да ги реализираат. Инаку, мислам дека веќе поголем број од пишаните и електронските медиуми ги пренесоа кои се задачите кои што мора да се завршат, така да ги потврдуваме таквите информации кои што се дадени во медиумите. Ако сакате да ги набројуваме, значи најголем проблем е климатизацијата, бидејќи на стадионот воопшто не се инсталирани надворешните единици, не постои простор каде што ќе пристигнуваат камионите, а се најавени околу 25 репортажни возила со некоја груба тежина од 50 тони. Од тоа што е најкрупно е дека не е изведена инфраструктурата од страна на компаниите за интернет мрежа и пристап до интернет согласно капацитетот на стадионот. Понатаму не се предвидени планови за евакуација, односно не е доставен до ФФМ планот за евакуација, не е преведен и така натаму. Од посериозните работи кои што се
треба да се направат, значи не е извршено бојодисување на оградите и варусување на површините на стадионот. Понатаму, некои од работите денеска веќе се отпочнати на моје барање да се прават. Тоа е дека се прават сите напори да се обезбеди соодветно напојување во случај на недостаток, односно на прекинување на електричната енергија. За фирмата Атриум, велите дека имате информација, но уште не сте проверили дали... Од тоа што го кажавме дека директорот на ПУИК веќе има склучено договор со фирмата Атриум, тоа ќе го проверите и вие, ќе го провериме ние од понеделник. Значи, вие уште не сте проверили дали е така? Не, меѓутоа информацијата не стигна од извор кој што, пак ќе кажам, нека биде задача тоа и за вас и за нас од понеделник, односно вторник, кога ќе работат службите, да. Сега е само шпекулација. Па со оглед на тоа дека деталите се веќе кажани, веруваме дека и повеќе од шпекулација. Надвор од темата, пресконференцијата е тематска, така да ќе организираме, се разбира, и кога владата ќе има портпарол, ќе може да го поставувате него прашање.